Цунив. Едногодиште сме, бе, сигурно си чул деда ти. Колко си постар, бе, колко? 6 недели, бе. Дедо, кажи. Ќе кажам, чекај, ова спасени ми верува што му ја кажам сега. Ама не ти верувам, кај може да ти Дедо ми уште од село Селци, ко дошол, таа ми ја расправаше, така да знаеш. Па сега јас не знам што да ви кажам. Сакате вие верувајте, сакате не. Уште од дедо ми, од памтивека го знам ова. Верувале или не? Така е. Не лажам, така е. Сега ја претера ти. То не бидува. Жена маж да тепа, јас то не верувам. Не речи два пати. Има и такви работи. Ти ако поседиш уште малку тука, ќе ме викаш да те брана. Ајде, дедо, кажи уште една, ама убава, како она преѓе. Чекај да се сетам на некоја убава. Ова. Си биле, демек, една жена и еден маж. Убо си живееле. Од убо по убо. Мажот арно печалел. Ама, од ден на ден станувал се поскржав и поскржав. Станал скржав како вујко ми Барако, го знаете, од Мокре. Ќе ми кажеш ли нешто што ќе те прашам? Знам што ќе ме прашаш. Туку ај, не туку виткај цигари. Па кога знаеш, бе, домаќине, што не ми кажуваш? Ај, прашај, ама направо. Направо. Еве, направо. Зошо, бе, домаќине, јас да страдам за грош, кога знам дека убаво печалиш? Од ден на ден, бе, се посиромашни сме, а знам дека работата убаво ти врви. Каде се бе парите, домаќине, што ги печалиш? Тоа сакам да ми кажеш. Не е тоа женска работа. А се што печалам е тука во куќава. Тука. Каде е тоа тука, бе, домаќине? Јас не го гледам. Слушај, бе, домаќине. Да не си тргнал по лоши патишта, бе. По раки, по лоши жени. По комар, чувај Боже. Абе, срцево ми се стега кога треба да те побарам нешто за дома, за куќава. Ништо не даваш, бе, домаќине. Абе, вие жените, кога немате друга работа, само нешто зборите и измислувате. Ајде тука молчи. Добро, ај. Туку тропај. Ти кажам јас тебе кој ќе те подберам раки, жени, карти. Јас не знам како да го наполнам. Тоа ми е маката, а ти само тука нешто ми тропаш. Еј, Господе Боже, бе. Се тоа го зборуваш, се тоа, само овкаш. Абе, шо е тоа што треба да го наполниш, бе, домаќине? Зошто овкаш како ѓемиите да ти пропаднале? Арно печалиш, работата арно ти врви. Арч немаме, а се поскаратно живееме. Зошто, бе, домаќине? Бре, жена, бре, само да го наполнам, а после нека умрем ако сака. Слушај, бе, ќе ми кажеш ли ти мене или нема да ми кажеш? Не ти кажувам, бе. И доста више. Не ми кажува. Не ми кажува. Много ми е гајле.
И ми кажува, да го наполнам, па да го наполнам, па да го наполнам. Што е тоа, бре Боже, што треба да го наполни? А? Може да си ја наполни дупката да даде Господ. И така. Ама што и така ти се лона попајно? Ама не зе. Ти не кажа се. Чекај, дедо, чекај, што да наполни? Види ја и ова како жената. Чекај, Мори, па ќе видиш. Вистина е, Мори, замолчи. И, дедо, што било понатаму, раскажи. Ама јас сакав само да ми каже... Молчи, Мори, молчи. Кажи, дедо. Може ли сега да продолжам? Може, ајде, кажувај. Ами кај застанав? Кога жената прашувала што сака да наполни. Не беше така. Жената рекла, море ке си ја наполниш ти дупката. Така беше. Жената му рекла, море ке си ја наполниш ти дупката. Ама не мислила ништо лошо кутрата, а како да го проколнала. Не помина многу време и мажот, легна на постела. Кажи ми, домаќине, кажи што желба имаш. Некоја понудичка ли сакаш, бе, домаќине? Да не ми отидеш на оној свет без понуда? Што е, домаќине, кажи, што сакаш, а? Со отворени очи ќе си замина. А уште не можев да го наполнам. Домаќине, бе, кажи што е тоа што треба да го наполниш, бе. Јас да го наполнам ако треба, бе, домаќине, а? Абе, кажи што е тоа, домаќине. Остај ме. Остај ме. Сам ќе си жалам што не го наполни. Леле, домаќине. Садајан. И така, мажот е дал душа на Бога и си умрел. Си помина толку време, колку што треба жена да жали маж од кој ќе умри. Сама не можеше да живее. Виде, не виде, си се премажи жената. Си зеде салам маж, одарен по арен. И арно си живеа. И еден ден мажот и рече. Ај на здравје, домаќине, крвца да ти се стори. Здравје да си имаш, домакинке. Така. Домакинке, среќа било, јас и ти да си се земиме, ти да ми бидиш домакинка, јас тебе домакин. И така да си се крпиме и да си го проживееме овој лажовен век, домакинке. Така е, домаќине. Туку, сакам нешто да те прашам. Ама атер да не ти остане. Право да ми кажеш. Право ќе ти кажам, домаќине. Шо е? Како живееше со првиот маж, како живееш со мене. Со кого ти беше порно? Јас со мене, јас со него. Ајде. Ева сега како да ти кажам, бе, домаќине, и со првиот маж ми беше Арно, и со тебе ми ја. Грев да немам на душа, Господ, грешна да не ме направи. За да ти кажам, сиромашкиот мојот прв маж си имаше една мана. Абе, се ден овкаше и тувкаше и плачеше и се жалеше и ништо не можев да разбера, бе. Само велеше, да го наполнам и да си умрам. Така велеше. Да го наполнам и да си умрам. Што е, бе, мажу? Што ти е? Зошто овкаш? Зошто? Пак тој. Да го наполнам. И така си умре човекот, бе. Што да наполни, домакинке? Ема не знам што да наполни, бе. Не разбрав, бе. Не го наполни. Знаеш зашто си умре со тие зборови. Да го наполни. Така велеше, и да си умрам. Така велеше. Така, да го наполнам. И што беше тоа, бе? Кој знае, Господе Боже. Така, домаќине. Што е? Домакинке, ај ти
Оди кај татко ти, нели сакаше дојдеш да го видиш, а мене остави ме сам малку јас да си се одморам тука. Ајде. Чекай бе, домаќине, па нели заедно ќе одевме кај татка? Ти денеска заврши ја та работа, а мене ми се чини оти утре ќе одиме в град да пазариме. Па не се договоривме бе, домаќине. Ако не сме се договорили, ти нема да се покаиш. Ајде, оди ти кај татко ти и нема да се покаиш. Арно што ме велиш така да појдам, да земам нешто и да му однесам на татка, така? Ајде, а ти легни си, одмори се малку. Јас така ќе си поседам, да си допијам ракијава, па ќе си го поздравам татка од тебе. Ајде, и да го поздравиш од мене татка. Ова си сакал ти да го наполниш, уште малку ти останало, та да си поживеал да го наполниш. Ако си знаел дека јас ке го трошам, не ке си жалел што не си го наполнил. Како велел? Ова да го наполнам? Та ако сака и нека умрам. А јас, како да велам, јас вака ќе велам. Уште да си поживеам, за да го потрошам ова, па ако сака и нека умрам. Да сум жив да го испразнам, да сум жив да го испразнам. И таќе секој ден си вадело ќупчето, си јале, си пиле, убаво си живеле и кеф си терале. Значи, жената си имала два мажа. Едниот збирач, другиот јавач. Па така е. И затоа внимавајте. Дали ги избирате парите од домаќин лак или од скаржавштина? Оти може вие да ги избирате, а друг да ви ги јади. Ко што на Вујко ми бара, ако му се случи. Ова била многу убава. Кажеш уште една или да си одиме дома? Јас можам уште 100 да кажам, ама да не ви остани полската работа, бе. Ајде, уште една кажи, па ќе си одиме. Кажи уште една да кажам. Ама да не сум ја кажал до сега ова што мислев да ви ја раскажам. Да си ја кажал, нема гајле, ти убаво ги кажуваш. Ајде, пак кажи. Чекајте, ова не е за деца. Ајде, деца. Ајде, одете си вие. Ајде, не за нив. Еден маж сакал да и го види умо на жената. Да види колку многу тежи умо од жената. И решил еден ден вака да направи.
Што ти е тебе? Нешто се ми гајлелија. Нешто ич без кејф ми стоиш. Де, кажи ми, да знам, што ти е? Леле ме праша, Морижено, да ти кажам. Ме викна наконат кај кадијата. И ми рекоа, оти имало наредба од царо, сите мажи да зема по 2 жени. Чунки имало многу жени на веков, па немало кој да ги гледа. И мене ми рекоа да си земам уште една жена, ами ти знаеш дека сам од тебе те милува. Ај, бегај! Бегај, не лажи ме, домакине. Какви 2 жени? Ај, шу збориш? 2 жени. Дај Боже да те лажам, жено, ама не те лажам. И ми рекоа, ако не сакам да земам уште една жена, ќе треба да платам глоба 1000 грошеи. 1000 гроши? Глоба? Ако не земиш 2 жени? Слушај, јас за такви закони не знам. И не сакам ништо и да знам, да ти кажам. 1000 гроши. Вистина? Е, така. Ами, што ќе прави оној што нема 1000 гроши, ја? Ајде, кажи. Ами, ќе си земи 2 жени, ете тоа ќе прави. И ми дадоа 2 дена да се мислам што ќе правам. Дали ќе платам 1000 гроши и нема да земам уште една жена, или пак ќе си земам уште една жена и нема да платам ништо. Ете тоа ми е гајлето и зато сакав да те прашам што ќе ми речеш ти. Да ме прашаш. И не знаеш што ќе ти кажам. И што? Не земај. Немој да земаш домакина, ете тоа ќе ти кажам. Тоа најумното што треба да ти го кажам, тоа ти го кажувам. Не земај ратот, ќе си го расипиш, 2 кучиња на едно буниште не живеат. 2 петла на едно буниште не пеат. Така е, така е. Ами пари? Ми пари. Да дам 1000 гроши? Не знам али имам јас толку пари? Давај пари, домакине, пари да не жалаш. Ако немаш, еве герданот, продај го. Носи го на куменџија, продај го. Еве и обетки веќе ти ги давам. Носи, продај. Ако недостасуваат и некоја нива да продаеш. Ама белја да куртулисаш, да не правиш такви работи. Не, ако ме слушаш. Добро. Дај го гердано. Ако не стигни, ќе давам некоја нива. И така, мажо го зел герданот еден ден, го продал и си купил една нива. Чунки бил голем домакин. Еле и се сетне дошло време да и го види умо на жената. Седнал така мажо и... Да, нина, ако не стигне гердачето. Пак си ми нешто невесел, домакине. Што е овие? Уште да не ти бараат пари, глоба да плакеш, а? Малку им беа 1000 гроши. Бараат. Ама сега за нешто друго бараат. Биди сега. Кога почнале да делат по 2 жени на сите мажи, некако
не излего лесапот. Не оти? Па не излего, останале многу мажи без жени. Ау, види, значи многу земале по две, а? И види сега. Какви има? Мислеле, значи, мислеле. И смислиле дека и жените ќе треба да земат по 2 мажа. Оние што останале, а? И? Она која нема да земи 2 мажа, ќе треба да си плати 2000 гроши глоба. Аха. 2000 гроши треба да се плати ако не земам јас уште еден маж. Да. Значи, сега вака. Вие двајца мажи, мене една да ме водите, така? Да, ете тоа ми е гајдето и сега не знам што да правам. Дали да дадам 2000 гроши или уште еден маж да ти барам? Мене ако ме слушаш, домакине. Тич! Скршена пара веќе. Да не даваш, а не пак 2000 гроши да им даваш. Не. Да си земиш уште еден маж, да ти кажем, за куќава наша. Доста беше еднаш будала што те направи. Ама чекај, море, не ми е мене за парите. Добро, ќе платам, ќе дам некој гердан, некоја нива, ама не сакам тебе да те делам со друг. Гердан нива ќе даваш. Гердан нива. Нема гердани. Нема гердани, нема. Па ги дадовме од кај гердани. Ич, не давај пари, ти реков. Домакин ли си или не, тешко се печалат пари сега. Пара да не даваш. Земи уште еден. Јас да сум ти жива и здрава, домакине. Изметки вечина ми на двајцата. Гајле да се немаш. Ами, не ли велеше оти 2 петла на едно буниште не пеат? И сега не знам дали ќе не собери во една постела тројцата. Креветот ни е тесен, знаеш. Ау, тесен, домакине. Боже, кога те слушам шо збориш, од кај тесен? Ти малку ќе се поместиш потаму, јас малку пому и... Ке се сместиме тројцата, ми како? Неке не берело. Земи уште еден. Ете, колку и тежел умо на жената. 2 мажи демек сакала, а 2 жени не икела. Ама мажот арно ја смислил. И што е направил мажот, кога видел дека сака 2 мажи? Што е направил? Ема, ако знаев што е направил, тај ќе беше друга приказка. Така, толку знае баба, толку бае. Ајде, вака бе, се изморив од зборување, абе, еден да се најде да рече една ракија. Ајде, ти се ракија.